Vanja, dobro jutro. Dobro jutro, Ljubljana, Sončeva. Така е, од Сончева, Ljubljana. Vanja инаку уредник во Радиотелевизија Словенија и наш долгогодишен пријател и колега. Вања, каква е ситуацијата веднаш in media res? Каква е ситуацијата со короната во Словенија? Бидејќи тоа е главната тема за која се зборува низ цел свет. Па да, за сега, прво статистички податоци, 275 заболени, од тоа 6 страни држављани, до сега има една жртва, постар човек од 90 години, али како да кажам, можам да кажам да малце стигната ситуација пред недела дена, кога почна да доваѓаат тестови, заболувани, беше паника. Сега се гледа дека е ситуација малце под контрола, можеби за тоа оти не ги тестираат више сите заболени. Сега одлука е дека тие што се имаат симптоми, али немаат проблеми, да не идат на тестирање. Тоа е одлука на кризен штаб, кај не се формиран кризен штаб, ја мислам како во Македонија. Така е, да, сегде кај. Да, и сега вчера министер за здравство кажа дека 275 регистрирани заболени, али мислам дека бар 5 пати повеќе ги има, али од тоа не се прави паника, заради тоа тие се помлади, не се толку тешко заболени. Проблем е сега во тренутната состојба е да нема доволно заштитни средства и од овие денови до крај до недела би требале да бидат увезени итно 1 милион маски, заштитни маски. Вања, какви се советите на кризниот штаб? Дали треба да се седи дома? Како словенците ја прифаќаат таа мерка за социјална дистанца, па дури за карантин? Да, значи позиви има од секаде. Сега да кажам, на сонце потешко е да се седи дома и углавном и на наша јавна радиотелевизија правиме акција да се остане дома или да не се остане дома, или да не се дружи. За сега мислам дека тоа доста добро иде. Има проблеми, се објавуваат на социјални, овие како се вика на Facebook или Instagram фотографии од народ кој се дружи, па као се упатуваат критики, али ми се чини дека, например, у петок беше, да кажам, у некоја врста паника Словенија, сите продавници биле, се било разграбено. Например, вчера, кога отидов во Меркатор, жива душа немаше, имаше роба, значи немаше проблем со роба, што значи дека седно народ седи дома, бар по тоа, ако се тоа успоредува со петок. Вања, кај нас центарот на кризата е Дебар. Дали има такво жариште во Словенија или нема констатирано жариште конкретно, кое може би има повеќе случаи, а се наоѓа во некој дел од државата? Да, нема. Значи, највише заболени има во Ljubljana, тоа е средња регија, значи централна регија на Словенија, али сега како процентуално можам да кажам дека е распоредено по цела Словенија по некој број на жители. И тоа е, значи, проблем е, ја мислам, тоа е моје субјективно мишленje, ние сме поред Италија, значи Словенија, и во време кога у Италија започна ова епидемија со коронавирус, тогаш кај нас беше зимски распуст и многу жители од Словенија идат да скијат во Италија, и тоа баш во дел каде што сега има највеќе заболени у Италија, и за тоа од таму, сакам да кажам, за тоа во почеток Словенија имаше најмногу заболени, да кажам, од сите држави од бивша Југославија. И почеток, што е многу интересантно, највише заболени имаше меѓу доктори имаат пари, па може да иде да скијат. Вања, последно прашање, ние овдека работиме со и воопшто медиумите во Македонија веќе со редуциран персонал, повеќе од луѓето гледаат да остануваат дома и така натаму. Како е во Радиотелевизија Словенија и каква програма правите во овие специфични услови? Имате ли промени на програмската шема? Да, има промени на програмска шема, значи сега
Prvi program je, da kažem, najvažen program je informativna programa, na всекој сат имаме информативни емисии, така да у информативна програма сите се наработат, сите што можат да дојдат. Други програми помагат, али имаме одлучено, значи да народ не треба само криза, не треба само, како да кажем, лоши или информативни вести, затоа и сите програми имат припремено специјални емисии, али со доста помалце, да кажем, запослени тоа го прават. Значи, ако би оценил околу 60% или 50% се работници на работа, 50% се дома, што е важно. Значи, оти сите школи се затворени, ние Телевизија Словенија од 9 до 1 има специјална школска програма направена во координација со Министерство за школство. Тоа е, да кажем, најголема разлика од тоа што беше, да кажем, во нормални времења. Така е, Вања Варѓан, сироти наши деца таман се израдуваат дека ќе седат дома, ќе играат компјутери, малку ќе поспијат, не им даваме има да учат и преку телевизија, ако треба. Не, не даваме. Исто онлайн учење, нема тука. Еве сега идам кај син во 9, почнуваме да видиме што има пратено од учителки. Еве, така да се знае. Вања, благодарам многу, ќе се чуеме, можеби и повторно. Пожелувам се најдобро и чувајте се во Словенија, како што и ние се обидуваме овдека во Македонија, ќе го преживееме ова заедно. И од мене голем проблем за Македонија, и јас исто ја пратам ситуација во Македонија и мислам дека и вие доста добро се соочувате со таа криза, така да мислам дека секој биде во ред и во Словенија и во Македонија на крај. Благодарам уште еднаш, се најдобро на Вања Варѓан од Љубљана.